Почитувана заменик министар, доколку ме следевте, јас побарав овие средства да бидат за град Струга. Да, за град Струга. Вие кажавте за рурални средини, каде што градоначалникот, и точно кажавте, во Франково, веќе е во фаза изградбата на канализациона мрежа. Зошто го побара во град Струга? Затоа што еден дел беше отпочната и во град Струга, тука имате право, но меѓутоа сметам дека има недоволно средства и остана на тоа. Само еден крак, тоа е една улица од градот Струга, и самите сигурно сте запознати, бидејќи има азбестни цевки, што е исклучително опасно по однос на здравјето на луѓето, на граѓаните во Струга. Не сакам да навлегувам дека скоро во текот на целата година, а претежно во летниот период, граѓаните на Струга што пијат неквалитетна вода. Не знам зошто, не се води грижа за водата во Струга, но меѓутоа поприлично одредени делови од градот Струга и рурални средини во текот на летните периоди немаат во текот на денот ниту вода. Тоа е заради расипаните пумпни станици кои што години наназад заради минорна, верувајте, сума на средства од негрижа на локалните власти не се поправаат, не се работи за голема сума и доколку истите се заменат со нови. Тоа е за некаде, да не говорам, но од 2 до 5.000 евра за една пумпна станица, што секако ќе кажете дека се навистина минорни средства, а кои што ќе овозможат барем во текот на летните периоди Стружани да имаат во текот на целиот ден вода, да не морат да стражарат навечер кога ќе дојде во 1 час од после полноќ да полнат и садови за да им се најде за наредниот ден. Значи сериозна е, навистина е сериозна ситуацијата со водоснабдувањето во град Струга. Искрено верував дека ќе се најде на слух, но тоа е тоа. Ве благодарам.